спајаме заедно да среќен, живи и здрави. И помалку работа. Честитки за празник на Камедаров. Сакам успешна работа. Најдобар пожарникар за годината 2025 од територијалната пожарна единица Окочани се прогласува Горан Стојанов. Доброволното противпожарно друштво за 2025 година се прогласува Гоце Василков. Го одбележуваме денот на пожарникарите, 20 мај, кој е ден историски гледано од голема значајност за нас, бидејќи уште пред 190 години е оформен првиот територијален противпожарен одред во Битола и од тогаш па наваму овој ден е посветен на оние најхрабрите, на оние кои го жртвуваат својот живот за да спасат друг живот и на оние кои влегуваат во катастрофата кога другите излегуваат. Од моје лично име и од името на општина Кочани изразувам една огромна благодарност до нив и им посакувам многу здравје и помалку работа. Огромна благодарност до сите поддржувачи на нашата територијална противпожарна единица, на доброволното противпожарно друштво. Многу ни е од корист секоја поддршка. Еве денес изразуваме благодарност и до Ева на Македонија каде е дониран 4 цикл. Изразуваме благодарност до видеолотарија на Република Македонија за поддршката на нашите пожарникари, на МЕПСО, на сите амбасади, сите донатори и сите поддржувачи на овој одред во Кочани. Во процедура е разгледувањето на вработувањата, се вршат пребројување на вработените, се прават анализи колкавки ни е потребниот број и каде и да е за кратко време ќе ги имаме и тие информации. Накратко сакам да ги поздравам колегите, да и кажам дека сум и благодарен за пожртвуваноста што ја даваме и за тимската работа што имаме. 2025 година можам да се истакнам да ја истакнам со добивање на противпожарно возило од Република Чешка. Денес добивме исто така од Ева на Македонија 4 цикл кој ќе ни служи за шумските пожари, претежно ќе биде наменет за тоа. Од голема помош ќе ни биде, уште еднаш благодарам и благодарам до видеолотарија, исто така што имаме финансиска поддршка за потребите на територијалната противпожарна единица. 2025 година можам да издвојам, значи ја завршивме со 315 пожари кои се исто на отворено, на објекти, на патнички моторни возила и технички интервенции. Можам да кажам дека 2025 година е намален бројот и интензитетот на пожарите за разлика од 2024 година. Општина Кочани бележи вкупно 226 пожари, од кои 46 пожари ги имаме на објекти, пожари на отворен простор 133 пожари со зафатена површина 154,2 хектари, шумски пожари бележиме 2 со зафатнина изгорена шумска маса од 8,1 хектар, пожари на патнички моторни возила 11 имаме, технички интервенции 23, поплави 11. Општина Чешиново Облишево бележи со 72 интервенции, каде сме биле на интервенции во општина Чешиново Облишево, од кои 58 се на отворен простор, шумски пожари 1, пожари на патнички моторни возила бележиме 4 возила, технички интервенции 2 и поплави 7. Општина Зрновци, вкупно имаме 12 интервенции на територијата на општина Зрновци, пожари на објекти имаме 3, отворен простор 9, една техничка интервенција, вкупно 6,6 хектари зафатена површина. Можам да кажам за 2026 година од 1 јануари до денешниот ден 20 мај 2026 година вкупно бележиме 119 интервенции, од кои
полски пожари имаме 69, на објекти имаме 35, патнички моторни возила 10, 2 шумски пожари и 3 технички интервенции вадење на вода од просториите на неколку стамбени во градот Кочани. Тоа са мешовити, значи Чишиново, Облешово, Зрновци и Кочани, 119 интервенции. Па користам оваа прилика на денот на пожарникарите јавно пред јавноста да им се обратам и да им изразам честитки за празникот и една голема благодарност и во моје име, од име на општина Чишиново, Облешово, за сите интервенции што ги имаат направено во тековната година. Се надевам на една и понатака успешна соработка во тековната година, каде што противпожарната бригада, која што е го опфаќа и територијата на општина Чишиново, Облешово, ќе биде секогаш достапна како и до сега и ќе излегува на сите интервенции на кои што успешно интервенирала и до сега. Ние сме како општина во фаза на формирање на доброволно противпожарно друштво, кое што исто така ќе се најде во потребите на граѓаните при било какви несакани последици или интервенции. Ова не е само свеченост, ова е една обврска за која што ние и по закон сме обврзани да ги поддржуваме противпожарните друштва, да учествуваме во организацијата на противпожарната бригада која што е опфаќа и нашата територија и во иднина. Согласни сме заедно со градоначелниците од останатите општини кои што се дел од оваа противпожарна бригада, заеднички да смогнеме сили и оваа бригада да ја ставиме на едно највисоко ниво и заедно со доброволните противпожарни друштва да излегуваат секогаш по потреба на сите граѓани во секоја несакана интервенција. Ја користам оваа прилика, значи јавно да се заблагодарам од моје име и од име на граѓаните на општина Зрновци за досегашната соработка со територијалната противпожарна единица Кочани и со доброволното противпожарно друштво од Кочани. Неодамна формиравте доброволно друштво кај вас. Да. Што ќе значи тоа за вас? Тоа ќе значи побрза и поефикасна интервенција во несакани ситуации. Исто така, значи, во наредниот период, во координација со територијалната противпожарна единица и со доброволното противпожарно друштво од Кочани, веќе се договорени дополнителни обуки за доброволците од доброволното противпожарно друштво Кочани, од Зрновци, се со цел, значи, навремено да интервенираат во несаканите ситуации. Дали вие како општина ќе обезбедите просторија, можеби за Веќе сме во преговори со доброволното противпожарно друштво, има одредена локација, така да во наредниот период ќе биде пристапена и локација на користење, се со цел да имат подобри услови за работа. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.